Добар ден, почитувани, стартува уште една нова Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за предвременото породување, што го предизвикува и на кои симптоми трудницата треба да обрне внимание. Може ли да се спречи? Од што зависи бебето дали ќе има добри прогнози за преживување и за нормален раст и развој? Обично колку време останува во болница бебето родено пред термин и со кои ризици по здравјето се соочува? Имаме навистина многу прашања поврзани со предвременото породување и здравјето на предтерминското бебе, кои што ќе ги поставиме овој пат на две докторки кои што се во студиото на Телма. Тоа е доцент доктор Слаѓана Симеонова Крстевска, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист по перинатологија. А исто така, тука е и научен соработник, субспецијалист неонатолог, доктор Орхидеја Стомнаровска. И двете се дел од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа започува разговорот. За предвременото породување и ризиците за бебето родено пред термин денеска зборуваме со доцент доктор Слаѓана Симеонова Крстевска, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист по перинатологија, и научен соработник доктор Орхидеја Стомнаровска, специјалист педијатар, субспецијалист неонатолог и двете вработени во Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Добар ден. Добар И ден. добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов. Во светот предвременото породување се случува ке 15% од бременостите. Сега за една бременост да се смета дека завршила предвреме, односно породувањето дека било предвремено, во која недело од бременоста всушност треба да се случи? Предвременото породување се смета дека се случува во просек е 10% од сите бременности, сметано на светско ниво, затоа што некои земји имаат повисок процент на предвремено породување, а некои понисок, но генерално секое 10-то дете во светот се раѓа пред време и тоа е сериозно неповолен исход на бременост. Како дефиниција за предвремено породување е она породување што настанува после 22-ра гестацијска недела или најмала тежина на плодот од 500 грама, а се до 37-ма гестацијска недела. Сите породувања што се после 37-ма гестацијска недела ги сметаме за термински, односно за тие новородени, за доносени новородени. Генерално предвремените породувања можеме да ги поделиме на две големи групи. Тоа се предвремените породувања што настануваат заради предвремени контракции на матката, предвремено отварање на цервикалниот канал и предвремено прскање на воденикот, а друга група на предвремени породувања се оние кои што настануваат заради посериозни состојби во бременоста, како на пример преекламсијата, плацента превија, предвремено одлепување на постелката или заради потешки заболувања на бремената жена, кога во интерес на здравјето и на мајката и на плодот породувањето се случува пред време. Во просек бременоста би требала да трае 40 недели, почнувајќи, тоа се смета од првиот ден на последната менструација. Да, она информација што нас ни треба од бремените жени кога доаѓаат уште на прва консултација кај нас, односно на прв преглед, е кој е првиот ден на последната менструација. Практично постои едно Невелово правило, дека од таа дата се додаваат 7 дена и се одземаат 3 месеци и така се добива така наречениот веројатен термин на раѓање. Самиот термин веројатен значи дека породувањето може да се случи во 40-та недела, меѓутоа може да се случи и во 37-38, може да се случи во 42-ра недела. Затоа секогаш ги едуцираме бремените жени дека тоа не е краен термин за породување, туку затоа и неговиот збор веројатен значи дека може да има една варијација плюс-минус. Што тоа значи оплодувањето може да настанало подоцна од очекуваното или Секако пак дека порано? може. Да, секој организам не е ист, нормално дека организмите на жените кои што треба да забременат исто така и нивните менструални циклуси, така да овулацијата може да биде и покасна и оплодувањето да настане и покасно. Токму заради тоа гинекологот што следи една бремена жена уште на почетокот на бременоста, доколку подоцна на ултразвук се види плод во матката, тогаш се коригира тој термин за раѓање според ултразвучниот преглед. И ние секогаш кога имаме бремена жена што има анамнестички податок за нередовни менструални циклуси, го бараме тој податок дали нејзиниот матичен гинеколог и го коригирал терминот на раѓање и по тоа ја водиме таа
таа бременост. Врз основа на развојот на плодот? Врз основа, да, на ултразвучниот развој на плодот. Ајде сега да ги разгледаме ризик факторите кои што доведуваат до предвремено породување, а тоа се ги има многу. Ние издвоивме дел, докторката исто така напомена дел од нив, а тоа се најчестите возраст на трудницата, жени кои што предвремено се породиле веќе еднаш, инфекции, аномалии на матката, близначка бременост и забременување со инвитро, лоши животни навики и стрес. Редоследно ќе започнеме од возраста на трудницата. Која возраст ја сметате за ризична? Генерално возраст на мајката под 18 години и возраст од мајката... Кога е млада? Да, Исто е кога тоа е ризично. многу млада и кога е повозрастна, тука границата за таа возраст се промени како што се променија и социоекономските услови во кои што ние живееме. Значи веќе е вообичаено да една мајка на 30-та и на 35-та година некогаш го роди и првото дете. Меѓутоа сепак возраст на мајката, особено над 40 години, се смета за ризична во бременоста за многу состојби, а не само за предвременото породување. Поголем ризик имаат за хромозомски абнормалности на плодот, поголем ризик за преекламсија, за дијабетес во бременоста, сепак мајките што се нешто повозрастни. Токму заради тоа и следењето на бременост кај мајка што е многу млада и кај мајка што е повозрастна бара поголемо внимание баш заради овие состојби. Доктор Орхидеја, се среќавате почесто со помлади мајки или пак со оние кои што се над 35-та година во одделот за интензивна нега? Како што кажавме дека еден од ризик факторите е возрастната граница кај мајката, зависи од социоекономскиот статус на живот. Дали мајката води здрав живот, хигиено, диететскиот режим, исто така дали е мајката значи никотински зависник, дали е наркозависник и дали е алкохолен зависник. Мајката исто така многу влијае, но генерално значи е помеѓу оваа граница која што ја напомнавме, некаде од 17-18 до 34-35 годишна возраст ги има во сите возрасти. Ги има значи во сите возрасти, така. Продолжуваме понатаму, вели жени кои што предвремено се породиле. Значи едно предвремено породување ризик фактор и следното да биде такво. Тоа е ризик фактор дека треба посериозно да се свати тој податок кај една бремена жена и идеално е уште кога се прави тој прв скрининг, значи прегледот од 11 до 13 недела, да се направи некаква стратификација на бремените жени во однос на нивниот ризик во бременост. Што тоа значи? Дека уште тогаш треба од сите бремени жени да ги издвоиме оние кои што се со ризик за, например, преекламсија, па нив да им се даде соодветна превенција, оние мајки што се со ризик од дијабетес во бременоста, исто така соодветно да се следат и мајките во овој случај што имаат некаков ризик за предвремено породување. И тука веќе правиме соодветна проценка, меѓутоа анамнестичкиот податок дека една бремена жена имала претходно барем еден спонтан абортус и тоа оние спонтани абортуси што настануваат некаде меѓу 3-тиот и 5-тиот месец од бременоста или имала претходно предвремено породување, ни спаѓа во група на бремени жени што имаат поголем ризик за предвремено породување во таа бременост. Заради тоа и антенаталната грижа соодветно ја насочуваме кон таа бремена жена со почесто следење, со правење на соодветни контролни прегледи и анализи за да можеме навремено да реагираме доколку се појави некаков симптом или некаков знак. Доктор Орхидеја, сте имале родители на две предвремено родени бебиња, едно по друго и се случило тоа? Доколку постои анамнестички податок дека мајката имала претходно предвремено породување, веднаш се класифицира во онаа категорија на високоризични мајки, дека би можела да има со голема веројатност претечко наредно предвремено породување. Но не мора и да значи. Доколку мајката имала претходно предвремено породување, може би следната бременност да е и доносена. Но сте имале такви примери? Апсолутно. Така, сте имале такви примери. Продолжуваме понатаму. Инфекции. За какви инфекции се работи? Мора ли вагинална да биде инфекцијата? На уринарниот тракт, дали инфекција на грло, да речеме. Воспаление на грло би предизвикало предвремено породување. Знаете, трудниците се исплашени кога ќе видат инфекции и предвремено породување. Токму така. Што тоа точно значи? Генерално, инфекциите што најчесто се причина за предвремени контракции и предвремено прскање на воденикот се инфекциите на уринарните патишта, значи мокрашните инфекции и гениталните инфекции. Тие се случува да бидат издружени заради самата анатомија на мокрашните органи, анатомијата на гениталниот тракт. Генерално дел од тие инфекции се и сексуално преносливи. Еден дел од тие инфекции може да значат и пренесување на цревната флора
заради нормалната анатомска и близина и на ректумот со вагината. Исто така може да се случи и таков тип на инфекција и наша задача како гинеколози е секогаш да ги едуцираме бремените жени дека тегоби од овој тип, како зачестено мокрење, чувство на печење при мокрењето. Понатаму промена на вагиналниот исцедок, кој што треба да биде беличаст и хомоген, меѓутоа да не биде гручаст, да не биде жолто-зелено пребоен, да не биде со непријатен мирис, штом ќе забележат било каков од овие симптоми, да се јават кај нивниот гинеколог за да бидат направени потребните микробиолошки брисеви, кои се прават во денешно време со антибиограм, значи го добиваме како извештај предизвикувачот на таа инфекција со типот на антибиотик на кој што таа реагира. И така се дава соодветна антибиотска терапија што може да биде локално аплицирана, меѓутоа може да бидат и антибиотици што се дозволени во бременоста. Генерално инфекциите во бременост треба да бидат лекувани со оној тип на антибиотици што се дозволени и што е испитано дека не делуваат штетно на плодот. Чести се инфекциите кои што доведуваат до предвремено порадување? Тие се еден од најчестите ризик фактори, но добро е тоа што со добра едукација на бремените жени, со адекватно нивно следење може да се забележат навреме и навреме да се реагираат, бидејќи ова е тој ризик фактор, еден од ризик факторите на кој што ние можеме да делуваме. Одиме понатаму, аномалии на матката, какви промени во матката може да предизвикаат предвремено порадување, дали се тие вродени, може ли да бидат стекнати подоцна во животот? Генерално се тоа вродени состојби, со тоа што жените пред да бидат воопшто пред да навлезат во тој процес на репродукција, најчесто не е ни поставена дијагноза дека се работи за некој тој тип на аномалии и најчесто е тоа категорија на бремени жени што имаат проблеми со забременување, односно што веќе се борат со брачна неплодност. Меѓу најчестите аномалии на матката се преградите на матката или така наречените септуми, понатаму дворогите матки, матките со срцевидна или аркоатна форма и некои други поретки форми. Обично тие аномалии се дијагностицираат кога мајката веќе се испитува и се лекува за брачна неплодност, може со соодветни хируршки интервенции, значи со хистероскопски ресекции, дел од нив да се коригираат, за да матката добие соодветен волумен и да може да се оствари бременост и таа бременост да се одржи што е можно повеќе. Затоа што тоа волуменски проблем кај овој тип на аномалии се причина за тоа и за да се случи предвремено порадување. А што со грлото на матката? Често пати поради ХПВ инфекции се прави конизација, па потоа е кратко ли како се нарекува грлото на матката, тоа е ризик? Значи тоа е друга категорија на жени што имаат ризик за предвремено порадување, тоа се жени што веќе имале хируршка интервенција на грлото на матката, која се нарекува конизација. Значи се отсекува хируршки мал дел од грло на матката во форма на конус и се прави заради тешка форма на цервикални дисплазии. Се ХПВ врзани овој тип на проблеми, што со редовно контролирање на жените уште пред да забременат може да се дијагностицира и на овој начин да се третира. Меѓутоа, тие жени, бидејќи веќе хируршки им е отстранет дел од грлото на матката, со самата интервенција, нивното грло на матка е пократко во однос на останатата женска популација и затоа се спаѓаат во ризична група за предвремено порадување и за спонтани абортуси. Токму заради тоа сме свесни во анамнезата за овој тип на интервенции кај бремените жени, за да истите исто така соодветно ги контролираме, следиме и дадеме одредена терапија. Близначка бременост и забременување со инвитро. Доктор Орхидеја, често имате бибиња на оделот за интензивна неонатолошка нега кои што се дел од повеќе плодова бременост? Да, имаме кои што се од париететна бременост, дали е тоа гемеларна, може да е и тримеларна, или дечиња кои што се добиени после инвитро фертилизацијата, но сепак значи тие може да се развиваат помалку од онолку колку што треба и да побаруваат грижа и нега во оделот за интензивна нега и терапија, бидејќи матката анатомски е структурирана генерално за еден плод, па доколку постојат 2 плода или 3 плода, тогаш настанува незина дистензија на зидовите на матката, како што кажа доцентката, и практично тогаш овие деца можат да бидат предвремено породени. Значи, ова е ризик фактор, зошто пак стерилитетот, односно оплодувањето, вештачкото оплодување е ризик фактор?
Зошто тоа би било инвитро? Да, генерално треба да се однесуваме кон бремените жени што забремениле со некаков тип на ваква репродуктивна техника, да, на некоја асистирана репродуктивна техника, не само инвитро оплодувањето, инсеминациите и друг тип на лекување, треба да се однесуваме како да се тоа бремени жени што постигнале бременост, тоа е успешно и да се соодветно следи таа бременост. Меѓутоа, бидејќи оваа група на бремени жени имаат најчесто споменатите веќе претходно аномалии на матката, има тој тип на интервенции, спаѓаат во група на жени што сте малку поризични, односно кај нив малку почесто може да се случи предвремено породување. Често се тоа жени што имаат веќе напредната возраст, затоа што поминале години додека да забременат, и често пати се работи кај нив за повеќе плодова бременост. Значи за близначка во денешно време, токму кај овие бремени жени. Обично завршува породувањето порано. И очекуваме да заврши Но, порано. Што велат искуствата? Завршува порано? Близначката бременост секако завршува порано во однос на единечната тогаш ризикот пак индивидуален, како што споменавте? Ризикот е секако индивидуален, голема и психичкото оптеретување кај овие бремени жени, баш заради тоа што тешко ја постигнале таа бременост, меѓутоа затоа сме сите ние тука да помогнеме во целиот тој процес, да помине што е можно подобро и што е можно таа бременост да се одржи побрзо до термин. Уште еден ризик фактор ќе разгледаме, а тоа е лошите животни навики и стресот. Пушењето е ризик фактор, претераното стоење на нозе или пак претераното одморање и лежење во бременоста. Поврзано е тоа со лош животен стил или? Па пушењето, бидејќи прво го спомнавте, генерално се смета за неповолна животна навика, која што може да доведе до одредени ризици во однос на бременоста. Делувањето на никотинот и на јаглеродниот моноксид врз крвните садови и врз нивното стегање, особено крвните садови на ниво на постелката, доведува до тоа да бремените жени кои пушат цигари родат во принцип помали деца во однос на останатата женска популација. Тоа е докажано со бројни студии. Ние тоа секогаш им кажуваме на бремените жени кога ги следиме дека доколку ја имаат оваа навика, да очекуваат дека нивното дете може да биде помало во однос на дете на мајка која не пуши цигари. И еден од механизмите на предвременото породување кај жени што пушат се смета дека може да биде заради дејството на никотинот, на јаглеродниот моноксид, дека тие пореметуваат нешто во синтезата на простагландините, во зголемена чувствителност кон окситоцинот и така натаму. Значи бројни механизми што се истражуваат, одредени автори потврдиле дека е тоа така, дека жени што пушат имаат нешто поголем ризик и за предвремено породување. Во однос на останатите животни навики, долготрајно стоење не може да се смета за апсолутен ризик фактор за предвремено породување, иако имаме многу бремени жени што бараат боледување малтene веднаш штом забременат, бидејќи мислат дека прекумерен напор ќе им биде еден дополнителен фактор во потешко, да речеме, потешко одржување на таа бременост до термин. Во секој случај здрава бремена жена, онаа која што нема некој од овие ризик фактори, апсолутно не е потребно да таа прекумерно мирува, туку напротив и треба да биде умерено физички активна. Никаде во светот не се советува строго мирување на бремените жени, дури и оние кои што имаат ризик да воопшто не станат од кревет. Туку е состојба. Апсолутно, дури тоа апсолутно мирување е и контраиндицирано во многу состојби и може да доведе и до ризик за тромботични компликации во бременост заради самото тоа строго лежење. Ние и советуваме да бидат тие умерено физички активни, меѓутоа никако да не бидат во допир со хемиски одредени агенции, да не бидат во допир со прекумерна топлина. Значи нивното работно место на бремените жени треба да биде соодветно прераспределено доколку нивната основна работна позиција представува некаков ризик за одржување на бременост. И така, и стресот знаеме дека се пренесува на плодот, кога мајката е вознемирена и бебето е вознемирено, претпоставам дека треба да се внимава и на тој фактор колку што е можно да се превенира стресот во денешно време, ако тоа воопшто е можно. Да. Во кој случај ги задржувате трудниците на одделот за ризична бременост на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство? Значи на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство има два оддели што се занимаваат со патолошка високоризична бременост. Едното е тоа одделение, а другото е одделение за перипартална интензивна нега. Во секој случај тоа се бремени жени кои што во однос на ризикот за предбремено породување, кои
кои што имаат потврдено предвремено прскање на воденикот, понатаму кои што имаат предвремени контракции, како што веќе почнало да се отвара цервикалното устие, кои што имаат знаци за крварење, меѓутоа имаат и некоја друга ризична состојба во бременост. Дали покачен крвен притисок, дали диабетес, дали плацента превија. Што е тоа плацента превија? Плацента превија е состојба кога постилката се наоѓа пред предлежачкиот дел на плодот и е една од поризичните состојби во бременост, што носи многу компликации и по мајката и по плодот. И тука веднаш се консултирате со педијатар неонатолог? Да, значи ние функционираме како тим. Нашето одделение се состои од искусни специјалисти, субспецијалисти во оваа област. Медицински сестри што се високо образовани и се со големо искуство во оваа патологија и практично ние сме веднаш лоцирани до интензивната неонатална нега и секојдневно комуницираме со колегите неонатолози, не само да им најавиме случаеви на заканувачко предвремено породување, како што не сме успеале да ги смириме контракциите, па очекуваме да се роди тоа новородено, секогаш и ги повикуваме да заедно ги информираме родителите и тоа е најдобро за да знаат од прилика што да очекуваат. Така, од тоа што значи искрено се разговара со нив. Апсолутно, еве. Доктор Орхидеја повеќе ќе каже за тоа како ги информираме ние нашите мајки. Така, доктор Орхидеја, која ќе има мајка која што е вознемирена, која што не очекувала дека ќе се породи пред време, каква е улогата на неонатологот во тој случај, бидејќи претпоставам првото прашање ќе биде ли се во ред со бебето? Синхронизирана и перманентна ни е соработката со тимот на гинеколозите перинатолози. Практично и нашите оддели се технички едно до друго, за да веднаш кога би имале претечко предвремено породување, не известува за да на мајката се разговара доколку нема, доколку тоа е прво предвремено породување, каде што стварно мајката е вознемирена и е во стрес, да и се соопштат сите ризици со кои што би биле очекувани кај незиното новороденче и во зависност од гестациската седмица и од тежината која што е кај новороденчето, кои ризици и компликации би можеле да ги очекуваме. Така да доста често и заедно, значи го водиме тој разговор со трудницата и ја известуваме практично за се она за кој што понатаму би можело да следи. Претпоставам дека многу е важна неделата во која што се очекува предвременото породување. Спомена преска докторката дека 22-та недела гестатиска е долна граница, всушност кога може да се спаси бебето, така? Генерално да, по Светска здравствена организација на претходно беа на повисока граница критериумите од 24-25, сега се смета од 22-та гестациска седмица дека е живородено, а пред 22-та гестациска седмица и гинеколог акушерите веќе тоа го сметаат за спонтан аборт. Кога ќе бидат присутни некои од сите овие претходно верифицирани ризик фактори, тогаш настанува предвремено породување, но практично тогаш физиолошки престанува растот на сите органски системи кај новороденчето, така да ако подлежи на прием во единицата за интензивна нега и терапија, која што е во склоп на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, на терцијерно ниво, тука се згрижуваат овие предвремено новороденчиња. Но во единицата за интензивна нега и терапија не се згрижуваат само предвремено новородени деца, него секое ризично новороденче, без разлика на неговата гестацијска седмица или тежина. Секое новороденче е високо ризично кај кое што може да се развие болест или неповолен исход, односно летален исход во првите 28 дена од раѓањето. Кога некоја мајка односно некоја идна мајка, трудница ќе треба да се породи предвремено, која носи одлуката дали да се даде инекција за зрење на белите дробови кај бебето или не? Како изгледа тоа? Каква е таа инекција всушност? Претходно тука, еве, Слажена. Значи, кога ја примаме веќе бремената жена на болничко лекување, нас ни е цел да ги направиме потребните испитувања, да ја следиме соодветно состојбата на мајката и состојбата на плодот истовремено и да дадеме потребна терапија. Тоа е таа токолитична терапија која што ги смирува контракциите на матката, ги намалува во честота и ги намалува во силина и успеваме, ние располагаме со најсовремена терапија што делува точно на окситоцин
окситоцинските рецептори и успеваме во добар дел од случаевите да ги смириме тие контракции, да Колку време обезбедиме да одложите? барем 48 часа да го одложиме предвременото породување, за да дадеме време да се даде таа кортикостероидна терапија за зреење на белите дробови на плодот. Идеално е, значи, предвременото породување да го одложиме барем тие 48 часа и да го планираме породувањето после тоа. Мора да има трудницата контракции за да се породи пред време? Може ли да отсуствуваат тие? Па најчесто овој тип на предвремено породување, што се карактеризира со предвремено скратување на грлото на матката и негово отварање, најчесто е придружена со контракции, со тоа што некогаш мајките ги чувствуваат повеќе, а некогаш помалку. Да зависи дали само ги чувствуваат или не. Да, генерално механизмот е тој. Мора да ги има. Би сакала да се надобрзам на зрењето на феталното белодробие кое што ќе го започнат доколку е потребно гинеколозите, перинатолози, доколку после тоа значи е потребно ние тој фактор сурфактант кој што го викаме, доколку е потребно дополнително го администрираме, значи ендотрахеално преку тубус, односно преку цевче во дишникот. Преку дисните патишта директно. Значи откако бебето ќе се роди можете таа терапија да ја дадете. И откако ќе се роди бебето преку интубација или по најнови техники, по лиса методи, тој сурфактант, фактор сурфактант кој што се уште не е во доволна количина кај овие предвремено родени деца, го администрираме артифицијално и дополнително помагаме практично во созревањето на белодробието. А како изгледа едно предвремено родено бебе? Пред се многу нежни, многу вулнерабилни. Нивната кожа е тенка, практично малте прозирна е. И имате чувство дека и ако поостро ги погледнете дека овие новороденчиња, дека би настанала некаква деструкција на нивната кожа. Но сепак морам да кажам дека се многу интересни и се голем предизвик за работа. Практично нас на интервентните неонатолози ни се од исклучителен предизвик овие што се екстремно прематурните новороденчиња кои што се под 1000 грама. Така да се поставуваат во инкубатор и изгледаат од страна, например родителите кои ќе ги видат, делуваат стресно бидејќи, да кажам, се поставени во тој инкубатор, кој што е практично нивно куќиште, нивно живеалиште, кое што ја заменува интраутерината средина од мајката, но на нив се прикачени многу електроди кои што нивната функција е да кажам од исклучително значење и сето тоа придонесува за една вознемирувачка можеби гледка во интензивната негитерапија, но после тоа родителите се фамилизираат практично со тоа место откако осознаваат дека тоа во моментот е куќиштето и престојувалиштето на нивното новороденце. Значи родителите може да го видат бебето откако ќе биде ставено во инкубатор? Сега има таа можност? Секако да, значи ковидот практично малку ни обструира во однос на тој поглед, но сега 2 пати неделно родителите преку топол ходник или непосредно до инкубаторот на новороденчето можат да го видат и да споделат емоции. Секако дека можат, но со оглед на, да кажем, на квантитетот на работа кој што работиме, бидејќи единицата за интензивна нега и терапија е еден исклучително голем број, голем простор кој што располага со 40 инкубатори, а понекогаш имаме и 16, да кажам, тешки предвремено новороденчиња кои што се на механичка вентилација, па може би секогаш нема да го допрат, но е од исклучителна важност и да го видат. Но секако и дека дозволуваме и да споделат емоции со допир, бидејќи е, како што знаеме, многу важно тој допир кожа на кожа со мајката. Да погледнеме некои од најчестите здравствени проблеми кои што се јавуваат кај предвремено родените бебиња, а тоа се проблемите со дишните патишта, кардиоваскуларните проблеми, жолтицата, проблемите со исхраната, невролошки проблеми, нарушување на крвните садови на окото, склоност кон инфекции. Докторке, дали најчесто се проблемите со дишните патишта застапени кај предвремено родените бебиња? Иницијално и генерално да. Бидејќи споменавте, и за зреење на белите дробови дека се дава тука е настанат престанок на физиолошкиот раст на сите органски системи, така да се соочуваат со дишни проблеми. Овие новороденчиња, доколку е неразвиено феталното белодробие, многу зависно со тоа во која гестацијска седмица се породени и со оглед на нивната родилна тежина.
Потоа, значи, и гастроинтестиналниот тракт исто така е недоразвиен. Бидејќи се среќава кај овие новороденчиња една кондиција која што е витално загрозувачка, која што се вика некротизирачки ентероколит кај овие деца и која што е стварно, како што кажав, витално загрозувачка. Исто така, потоа, значи, неразвиен е и нервниот систем, каде што во текот на престојот можат овие новороденчиња да се судрат со интракранијални хеморагии, со перивентрикуларна леукомалација, дали тоа ќе биде вентрикуломагалија или хидроцефалија. Така натаму, и исто така, значи, може да има недоразвиен органи, недоразвиена да е функцијата на сите органски системи, на одделителната, на бубрежната функција, кои што потоа сите се поврзани и носат последователности една на друга. Тука се споменуваат и нарушување на крвните садови во окото. Родителите многу се плашат кога нивното бебе е во инкубатор поради кислородот што се дава да не дојде до нарушување на видот. Се забележуваат ли такви искуства и понатаму? Во овие години, со оглед на тоа што перманентно ги следи офталмолошки тим овие новороденчиња за ретинопатијата на прематуритет, немаме неповолни исходи, но сепак слободните радикали на кислородот штетно влијаат на ретината, така да и затоа одиме перманентно и многу брзо со намалување на концентрацијата на кислородот, дали е ако е во инкубаторот или преку механичка вентилација, се за да избегнале овие, значи, штетни последици на видот. Кога одлучувате дека бебето може да го напушти инкубаторот и да премине во креветче? Што е клучно? Клучно и одлучувачка е неговата функционална зрелост на неговите органски системи. Новороденчето може да има постигната тежина, може би тоа да е над килограми 900-2000 грама и да има полна 34-та гестацијска седмица, но функционално да не е спремно детето да излезе, значи, од средината на инкубаторот. Уште повеќе, доколку, значи, бил попречен тој транзиторен период на преминување од интраутерин кон екстраутерин начин на живот, значи, најбитно ние она што прашавте, функционалната способност на детето да е кислород независно, да нема присутен инфект детето и да е спремно да толерира млечна формула преку шише. Ги советувате мајките да се измолзуваат, да одржуваат лактација, бидејќи велат мајчиното млеко е исклучително важно за незаменливо, како што се вика, мајчиното млеко е лек. Мајките секако дека ги советуваме да ја зачувуваат лактацијата со перманентно, да кажам, измолзување и да тоа млеко потоа, доколку кога ќе дојде детето во домашни услови, да се понуди. А може би лактариумот да профункционира, тоа би била една добра идеја, за да може да се понуди. Па и некои банки за мајчино млеко, може би тоа е добра иницијатива да се светот оди натаму. Тоа се светски стандарди за кои жените што имаат прекумерна лактација даруваат млеко, така и се даваат на предвремено родените бебиња. Кога ви се сега шансите за преживување на предвремено родените бебиња кај нас, бидејќи едно време беа лоши процентите, сега се забележува големо подобрување? Да, имаме вистина голем напредок во однос на преживувањето, сепак тоа е, значи, подкрепено со високо специализиран стручен здравствен кадар, медицинските сестри, средно медицинскиот персонал, која што е исклучително битна карика во цел овој систем, кој што има долгогодишно искуство и кои што се класифицирани да работат во овој дел. Исто така е софистицираната модерна опрема, но сето тоа, значи, треба и вештина и мануелни вештини, бидејќи од страна наша, од страна на интервентните неонатолози, покрај тоа што треба да биде подкрепено со теоретски, исто така, значи, имаме и многу мануелни вештини кои што тие мора да бидат изведени многу брзо и многу ефикасно, затоа што секоја минута практично и секоја секунда што се одбројува кај новороденчето е од исклучително значење за понатамошниот негов и развој. А, докторе, како со предвремените породувања? Процентот се намалува или пак раст? Процентот е од прилика ист, баш заради тоа што и да делуваме на некој ризик фактор на кој што можеме да делуваме, на некои ризик фактори не можеме да делуваме, оние што се социоекономски, кој што спомнавме, возраста на мајката или нивната репродуктивна историја или животните навики, на тоа ние не можеме да делуваме. Она што е важно е дека треба да, како што споменавме претходно, да бидеме свесни за тие ризик фактори, колку можеме да работиме сите ние, да свесноста за предвременото породување, за сериозноста
сериозноста на овој феномен, за последиците што ги носи и за тоа како е најдобро да се грижиме за бремените жени за сето ова да не се случи. Значи, многу е важна превенцијата, Апсолутно. редовни гинеколошки прегледи. Во секој случај. Иако мислам дека и повеќето жени тоа го прават. Да, генерално го прават. Свесноста е сепак веќе на едно високо ниво. Свесноста е на високо ниво и се повеќе мислам дека се крева, како што оди времето мајките се повеќе едуцирани, се повеќе разбираат за тоа и да имаат некој ризик фактор како се однесуваат во однос на него и тоа е најважно. Исто така е важно нашата комуникација како универзитетска клиника со секундарните и со примарните гинеколози, тоа е тоа што постои, да ние меѓу себе комуницираме, да секој случај на заканувачко предвремено породување нас не биде благовремено најавен од нивна страна, за и ние да сме спремни и неонатолозите да бидат спремни за секој случај што ќе ни дојде, што ќе го хоспитализираме, за да можеме навремено брзо да реагираме и да добиеме што е можно подобар исход за таа ситуација. Доктор Орхидеја, моето последно прашање од како ќе биде испишано бебето од оделот за интензивна неонатална нега при Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство биде пуштено во домот. Потоа родителите доаѓаат повторно на контроли кај вас со тоа бебе? Може, имате таква комуникација? Често знаат да дојдат родителите или советуваме нашиот телефон во единицата за интензивна нега и терапија, обично онај прв ден кога ќе го испишиме детето во домашни услови, па доколку родителите се под стрес, значи тука сме за телефонска консултација, а сепак значи и после испишувањето во домашни услови, овие новороденчиња следат на перманентна контрола од мултидисциплинарен, високо специјализиран здравствен кадар. Тука се прават рутински контроли, кај педијатар исто така се следи и се контролира невролошкиот развој, когнитивните функции, видот, слухот, така да се проследуваат сите органи и системи кај овие новороденчиња, се со цел значи за спазување на препораките. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за сите аспекти што ги опфативме, повеќето аспекти ни успеавме баш сите за предвременото породување и здравјето, односно ризиците кои што ги носи предвременото породување за бебето. Ви благодарам и Се надевам дека ќе се видиме повторно во оваа емисија. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте на секој работен ден во редовниот термин емисијата 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за нашето здравје. Имајте пријатен ден.